обоснувањето на амандманот дали го прифаќа или не, се спомена дека не може да има дежурни инспектори или 24 часовен инспекцијски надзор на теренот за да не може да се загадува, затоа што нема доволно средства за издатоците на инспекторите кои што би биле ангажирани надвор од нивното време. Меѓу другото, тоа јас така го разбрав. Она што мене вака ме импонира во сите овие дискусии кога разговараме за инспекцијски надзор на животна средина или било каков закон кој што ја регулира животната средина, секогаш во тие дискусии ги нема пратениците кои што доаѓаат од политичките опции за кои што велат дека се доминантно ориентирани кон животната средина, на некој начин тоа за мене е навредливо. И кога ќе можете да видите дека оние кои што во минатото биле најкритикувани дека не водат сметка за животната средина, ние како партија, како пратеници на ВМРО-ДПМНЕ кои што имавме можност да ја управуваме државата толку време, сепак ние на крај успеваме да ги надминеме разликите и да ги застапуваме интересите на коалициите и на невладините организации кои што го регулираат проблематиката со животната средина. Ние прво сакаме да разговараме со тие луѓе, не ги бркаме од оваа сала. Ние не им го спречуваме пристапот да бидат тука заедно со нас и да разговараат и да дебатираат за вакви законски решенија, додека упорно тие кои што сакаат на себе да го превземат приматот дека се партии, зелени партии или партии кои што одблизу ја регулираат таа проблематика со животната средина, ги нема и не се тука присутни. За мене е дегутантно да разговарам дали е потребно или не е потребно или да измислувам причини зошто не треба да има 24 часовен надзор или достапни инспекции за да не се загадува животната средина, а при тоа да сум председател на одредена партија и да подпишувам амандмани како пратеник за на инспекторатот за животна средина се набават нови џипови. Тоа за мене нема никаква логика. И еве да не испадне дека создавам одредена тавтологија во аргументите, јас сакам да дадам еден сосема реален вака предлог. Еве, ние ќе поднесеме амандман, затоа што неколку пати до сега поднесуваме, кога расправаме за концепирање на новиот буџет или на ребаланс на буџетот, за да им се доделат средства на тие инспекторати, за да може да вработат повеќе инспектори. Еве, ние како пратеничка група до сега најмалку 3 пати имаме поднесено таков амандман каде што ќе му се префрлат средства на инспекторатот за да може да вработи повеќе инспектори, за да можат сите овие суштински амандмани да може да влезат во сила. Затоа што едноставно е некоректно вие да управувате одредена институција која што се базира на заштитата на животната средина, а да велите дека не е насушно потребно да нема инспектори или да не се врши инспекцијски надзор 24 часа во денот. Тоа нема никаква логика. Затоа уште еднаш ќе повторам, нека следат граѓаните, нека следат организациите кои што ја обработуваат одблиску оваа тематика. Имаме доста амандмани кои што еве на некој начин се во соработка со тие организации, нека гледаат како се однесуваат функционерите кога се во опозиција и кога се на власт. Затоа што тие луѓе кои што мафтаат со знамења со зелена боја, кога се дискутира на вакви закони, ги нема. Едноставно тие луѓе сметаат дека не треба да бидат присутни тука. Ако ќе дојдат овие точки на пленарна седница, истите тие луѓе ќе излегуваат со некој список и ќе ни кажуваат дека се донеле одредени регулативи или закони и на тој начин тие се обиделе да ја заштитат животната средина. Малтене ќе се префрла сега и топката на надлежноста на локалните самоуправи и тука јас немам ништо против, како пратеник кој што доаѓа од политичката опција заедно со коалицијата кој што има најголем број на градоначалници, но треба да бидеме одговорни да им помогнеме и на локалните самоуправи со сите средства кои што ни се дадени на располагање. Но еве, ќе го прифатиме предизвикот дека не сакаат да помагаат, дека едноставно ги користат тие теми затоа што се можеби актуелни на планетарно ниво и ќе кажам, гледајте и учете. Како може депонии кои што со десетици години наназад не се исчистени, како се чистат. Еве, јас доаѓам од општина Ѓорче Петров, гледајте и учете, затоа што јас на десетици наврати до сега, дали во амандмани за буџет, дали во законот за контаминирано подрачје, предлагав новоселската депонија да биде заштитена, да се обезбедат средства за да бидат чистени, добивав исти вакви административни образложенија, па сега на истото место ќе се направи еден од најголемите паркови, поголеми од градскиот парк во Скопје, мегапаркот во Ново село. Така да ние ова го правиме не за нас, го правиме за граѓаните, затоа што овие предлози се исправни. Дали вие ќе ги прифатите или не, на крај нека судат граѓаните на избори. Благодарам.